Добро jutro, добри луѓе, точно е 6 часот и 25 минути, 13 септември, среда. Средите вообичаено ги започнуваме со некоја мисла, некој цитат за среќата. За ова утро најдов една, може да се каже, шармантна дефиниција за тоа што е среќа. Среќа е кога ќе поминеш покрај аптека, а ништо не те боли. Среќа е кога ќе поминеш покрај продавница, а ништо не ти треба. И среќа е кога ќе си дојдеш дома, а таму некој те чека. По можност тој некој што те чека и да исчистил и да направил ручек, ама тоа ќе да е научна фантастика. Како и да е, среда е денот кога големиот музички караван Македонија во срцете носиме, гостува низ градовите од Македонија. Знаете веќе дека започна минатата среда во Штип, а денес овој караван ќе ја посети Битола. Ајде на самиот почеток да се подсетиме кој се е дел од овој караван, односно кого ќе може денес да го слушнете и видите во Битола. Меѓу учесниците се Наум Петрески, Сузана Спасовска, Миле Кузмановски, Бојана Скендеровски, ДНК, Огнен Здравковски, Ламбе Албаковски, Андријана Јаневска, Александар Тарабунов, Мина Блажев, Марија Спасовска, Зуица Лазова. Така да, доста богат список на познати значајни имиња во македонската музичка сфера, а еве само да подсетиме на распоредот. Уште еднаш да рековме, минатиот пат започна во Штип, денес се во Битола, следно е Велес, потоа Прилеп и така секоја среда се до 11 октомври. Да видиме што друго ќе имаме денес во нашата утринска. Овде во студиото ќе ни дојде Милена Силјановска, која што веќе добро мислам дека ви е позната, честопат има гостувана, која што е уредничка во издавачкиот центар 3. Да видиме што книжарницата 3, што оваа издавачка куќа подготвува, има подготвено за читателската публика, а секако дека ќе има по нешто и за нашите гледачи. Ќе ни дојде исто така и Здравко Јосифовски да ја промовира првата македонска винска енциклопедија наречена Винопедија. Тоа е оно што се однесува до гостите. Што се однесува до темите, знаете стандардно дека 3 теми ќе одвоиме како најактуелни, како најзначајни настани што го одбележаа вчерашниот ден. Прво ќе зборуваме за антикризните мерки, односно антикризните мерки кои што ги нема, затоа што за да ги има бил неопходен, потребен ребаланс на буџетот. Тоа е првата тема, втората тема случајот со онкологија и третата тема изградбата на коридорот 8. Впрочем, многу повеќе за овие теми ќе можете да видите во првите утрински вести на Алфа телевизија, кои започнуваат сега. Две минутки до 7 часот, време е веќе за вашите јавувања. Прво да ги видиме темите. Реков, имаме 3 теми кои што според нас го одбележаа вчерашниот ден. Првата тема е за функционерските плати експресно се најдоа пари, а за антикризните мерки за граѓаните требало ребаланс на буџетот. Затоа имаме дисбаланс на семејниот буџет, значи. Втората тема е надлежните молчат дали има недостаток на онколошка терапија на клиниката за онкологија, јавноста пак бара итна разрешница за скандалот. И третата тема, почнуваат градежните работи на коридорот 8, главниот донатор на ДУИ, фирмата Eurovia, е избрана за подизведувач на Бехтел и Енка. Тоа се трите теми, значи првата антикризните мерки кои што ги нема, второто повторно случајот онкологија и третата изградбата на коридорот 8. Телефонските линии се веќе отворени, броевите ви се добро познати и можеме веќе да го вклучиме и првиот гледач за ова убаво утро. Добро ви утро, повелете во програма сте. Добро утро, секој утро Искра. Добро утро, Слободанка. Поздрав многу до тебе. Поздрав и до вас. Благодарам и до сите гледачи и до Алфа телевизија.
Да ти кажам наискрено, многу баво ти стои блузава. Знаеш како си, како детенце. Да. Ти баш, баш си онака интересно, да си ја носи стално. Видиш стои убава, да. Да, Многу само треба убава. да се испере од време над време, така? Па, притребува, да. Ама ако... Пожелно би било. Па две нека ти дадат и ќе си ги менуваш. Имам две. Сите. Да. Имаш две? Имам две. Готово, значи решен проблем. Чуј се, да бев згодна како тебе, ќе ти речев искрајно мене, подарете ми една, ама нема да ми стои мене. Вакви не ми Слободанка, стојат сум ви мене. рекла дека не гледате добро. Тоа згодна може би на некоја друга да кажете. Не се, не. како и да е Слободанка, за која од темиве вие ќе се одлучите денес? Искрено да ти кажам, наискрено, све од лошо по лошо. Него јас сакав да ви кажам на вас, нели се случува некоја афера, нешто лошо, па после го заборавате тоа, заборавате нели дека ова ќе го заборавите, нешто друго ќе му дадете акцент. Секој е чудо за 3 дена, така? Тоа си е нашата девиза. Ама ова да не го заборавите. Ова сега што се случува со онкологија, не смеете никако да го заташкате, не смеете да го премолчите, убаво што ставате секој ден тема. Него знаеш што искра мене не ми е јасно. Може би јас не ја разбирам политиката, сум кажала 100 пати до сега, него сега во понеделникот кога имаше протест пред влада. И сега мене не ми беше јасно, стварно, на вистина ти кажам искрено, ако сум возрастна жена, не разбирам зошто тоа не излеговме тука да не сватат политички. Тука не го разбирам моментот, што сака да каже, може би Љупчо ќе ми објасни после, од Радишани, пошто он од прилика сите теми ги знае, овака, што тоа не разбирам, што, каде гледаш ти овде политика, значи, луѓето умираат, значи, јас излегов искра, ама излегов јас, Јас што сум казала 100 пати кога ми е добро, кога не ми е добро, значи навака ми се слоши зашто влегов во судбината на луѓето, јас влегов во нивните, гледав во нивните очи, значи страшно беше. Многу малку луѓе бевме искра. Ако ни смета нас Ковачевски, ако ни смета Мицковски, ако ни смета Таче, Маче, не знам кој, не ги знам сите, значи добро, ајде ни смета, поделени сме. Тука не треба да сме поделени. Тука треба да ни пречи на сите ова што се случува, значи тие жртви што починале, зошто тука мешаш ти политика, луѓе починале, знаеш што се случува, може би некој е гладен, може искра има блуза, ја нема блуза. Тоа уопште не е за дискусија. Тука луѓе умирале и сега ние си викаме, не идам јас сега пред влада, зашто политички да не ме сватат. Искра стварно да не бидам разбирам. обележана, така? Да, и сега ми е криво кога гледам во луѓето така, гледам нема луѓе, викам, кај се луѓе, каде е Скопје, каде е, ајде, Македонија, ке речам, Малецка е голема, е него нема да доаѓат од цела Македонија, кај е Скопје цело да излезе, да каже стоп, само тие обележаните да се појават, не викаме ние против здравството, ние немаме ништо против нашето здравство. Да, Слободанка, благо речено, чудни сме, дефинитивно. Во која било друга земја да се случеше ова, знаеме што ќе беше на улиците и веројатно ќе имаше и некоја разрешница веќе. Добро утро за следниот гледач, поверете во програма сте. Добро утро, Искра. Добро ви утро. Мене повремено ме има, али ве слушам горе-доле. Темите кои се интересни, тука сум ве. И мене повремено ме има. Поверете. Имате замена, оно, помошници и така. Ја би ја предупредил Слободанка да го запази македонскиот јазик. Тоа него, 7-8 пати го каже. Добро, Тоа не е македонски спорт. скопски жаргон е. Да. Добро, разбирам, јас скопски можам оригинал да ти зборам, ама не сакам македонски да зборам. И ако сум ја албански национал, сакам македонски да зборам. Мило ми. Ако зборувам албански, сакам литературно албански да зборам. А не селски да речеме. Така, моментално сум ја на бања, уживам овде кај Не ви е лошо, значи, добро. Да, супер ми е. Но предпоставувам дека и понатаму ги пратите актуелните случувања. Што според вас е најактуелно? Ова антикорупцијската комисија пред година една друга телевизија беше темата. Ја многу не знам зашто обстојува таа, зашто постои таа комисија. Тоа работи
беа 7 души, мислам дека беа, си взимаат добри плати, вршат некои работи, но само како набавувачи на некоја информација. Но таа информација после таа корупција што е направена било во владата, министерството, опозицијата, позицијата, не знам каде, фирми, оно, затајува. До обвинителството и стоп. Треба тоа, јас им предлагам на владата, мислам дека владата ја формира таа комисија, да се откачи таа, да остаи таквите работи на Министерството за внатрешни работи, на финансова полиција, на судовите, на обвинителство директни, да бидат запазени тие И искрено мислите дека тогаш ќе биде завршена работата ако се остави на нив? Едно скалило ќе биде понапред. Значи нема да обстои таа комисија. И ќе се оди директно. За втората тема, врска со коридор 8, чув најава, но не чув како било тоа за коридор 8, дека вамо кај Гостивар, Горна Бајница, почнува патот на Кичево, ама после не чув на канал 5 у 15 часов, чув дека све е спремно и чека интервју да има. Да, за жал заврши времето. Да, за 3 минутки малку е тешко да ги фатиме сите 3 теми, затоа одлучете се едноставно за една. Рековте ретко се јавувате, што значи може повторно утре да се јавите за да си ја завршите мислата. Добро утро за следниот гледач, повелите во програма сте. Добро утро, Искра. Добро утро. Добро утро. Алфа, добро утро гледачите на Алфа. Поздрав од Ацо Гиновски. Ацо, дали се прибравте во Скопјево? Или уште сте... Да. Да, готово, заврши сезоната, затворивте сезона? Затворивме тамо и свечано си ја прославивме. Затварањето се прослави со прасиња, со јагниња, така да вчера си дојдовме. Значи, добро, предпоставувам дека сега уште сте тажни, но затоа пак ќе ви имаме поредовно во нашата утринска. Да, тамо Искра не може толку јасно, гласно да зборам, затоа што утринската сите спијат тамо. Да. Така да не и треба да се внимава на останатите, нели? Така, и така да имаме време, сега ќе си поразговараме. Јас не би нешто негативно зборал во однос на денов. Неќам да го отпочнам така. Ама да, впрочем, се е прекрасно, нели? Нема што негативно да зборува. Све ни света во државата и така да заплативе би спомнал само нека си ги покачат уште ако им треба што. Нека си стават, они си го работат тоа, али одговорноста, Искра, одговорноста е на како ја викаа таа Кацарска. Она дозволи да сето тоа се направи. Значи, врвот на државата е криминална и сето тоа во наназад се движи и доаѓа до најситната риба, до премиерот. Тоа е најситна риба. Затоа што он нема што да каже, кажуваат други за се и се што. Значи, криминалот ни е цвета до небо, значи до небо. Нема кој има кој да каже, ние си збориме, си јадеме бурек, ама никој не реагира на тоа. Јас се чудам зашто странскиве амбасади или представници што доаѓаат во нашава држава, зашто молчат, значи упорно молчат, се прави криминал, се менуваат казнените закони и се чути што сакаат да направат. Граѓанска војна. Искра, ви верувам дека и ве уверувам дека ќе дојде до граѓанска војна, доколку не се смени ова. Значи, казнените закони е за нив, али нека не се радуваат дека ќе поминат така. Тие закони како дошле, така ќе си одат.
Секој закон како дошол, така ќе си оди. За жал, не сакам да има негативни последици врз никого, али оние што го прават е стварно безобразие. Идете поздравени, се најубаво искра, убав денот. Убав ден и вам, Ацо, и добро ни дојдовте назад. Да, од една страна ќе речеме што да не се мешат странците, но ако е нешто со европско знаменце донесено и изгласано, тогаш секако дека треба да се слушне и нивниот глас. Добро утро за следниот гледач, повелите програма сте. Ајде, добро утро. Ајде, добро утро. Па се од кај да почнем? Ајде да почнем од патувања. Ноќеска наслов со овие што ги качија платите 78, се веселевне и замисли од Сан Стефанска Бугарија со возот преку Крива Паланка, веселби, тапани и влеговне во голема Албанија. Ама тамо почна бомби да пукат и вика што е работа? Абе минираат сега, мораме да причекаме за да заминиме до Јадран тамо. Патот се прави. Замислете овој народ колку е фин, колку е добар, колку е мирен. И како ги трпи, и како си ги пази овие што се на врв горе. Овој род што се истрча вчера, ја викам, тој е сигурно со маш, живеј без род. Како не му текна да кажи дека 13-та година Македонија е распарчија. Во грчкиот дел, во егејскиот дел, нема македонци во уставот. Во пиринскиот дел нема македонци во уставот. Во вардарскиот дел сакат да вметнат бугари во уставот. А македонци не спомнуваат, имало северни граѓани. Ова сето го направи Грција, највише Грција, под инекција со Бугарија. Од Грција стои позади, никој го разбира тоа. Тоа пати сум му кажал. Отидо сите влади во Европа и во Америка, сите влади, сите главните екипатија, вака ќе диктирате, од ова нема да отстапувате, или уставот ќе го отворите, да го отвори Македонија, да се направи голема Албанија и Сан Стефанска Бугарија и друг излаз немаме. Па гледајте, бугариве дали некош изјавиле дека има македонци вамо. Не. Имало македонски бугари. Значи, местово Македонија се вика, например, место викано. Дали се свесни овие што грабаат 78%, ај нека грабаат. Нека ја зачуваат државава. Сега, одат во онкологија има пари, тамо се набувуваат тие средства за болните, тамо може да се кради. Не може да се кради во некоја земјоделска задруга пиперчиња, патлижанчиња кај што продаваат. Тамо не може да прават дубиози. Вамо ќе прават кај што се вртат огромни милиони, да не речем милиарди пари. Но народов е толку мирен, ги толерира, ги пази, ги чува. Што рече за претходната, излегле двајца без тројца на протестите. Така не се држава, не се чува, не се прави, не се гради. Дека се остести цел народ, дека на ивица да изгубиме државава. Да оставиме платите качувале, не качувале она. Ви благодарам и вам на јавувањето и добро утро за следниот гледач. Во меѓувреме имавте можност да ги видите повторно трите теми на кои што е убаво да се фокусираме денес. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро ви утро. Како се гради држава, не докажа, само рече така не се гради држава. Држава без крв никој не направил. Никој не направил држава. Сите направија со крв држави. И Хрватска, и Србија, Босна Херцеговина. И што ти ја знам, да не зборувам, Ирска со Англија толку години војуваше. Не знам што мисла Уиџево. Држава не се прави. Држава нема ни да се направи затоа што државата готова е, изгубена е. Што треба, како ќе ја правиме се наново? Не можеме наново сега да ја правиме.
Изгубена е уште со Охридскиот рамковен договор и со другите договори што се направија Преспански и што ти ја знам. Значи, се што му рекоја на нашиве, се прифатија. Само да остана уште колку што треба време да докрада, да оти таму ке што ги чува парите, требало да се натокма. Да се натокма наравно да видат, ако е 800 милиони да вида 1 милиарда. Значи, овдека нашиот македонски народ или власта наша македонска заедно со председателот, значи грбот си го дадоја, да не речем друго нешто, и сега се што му реча, што да му реча си прифајча. А народот, кој го рачуна бе народот, како мравки ги гледа, не ги интересира. Да те прашам само едно нешто, не сум сигурен, луѓе уште пензионерите штрајкуваат, барат 3.500 да се подкремира линеарно. Само јас не знам ако тоа не се добија, дали некога слушнав 6% или 8%. Колку е речено? Не знам точно, но кога ќе биде тоа тема, секако дека ќе имаме повеќе информациите. Како и да е, не е убаво туку така да кренеме раце, да речеме готово државата е изгубена, затоа што државата не ја сочинуваат само функционерите, државата сме и ние, така што многу нешта зависат и од нас. Ајде, добро утро за следниот гледач. Имаме 3 теми, повелете за која ќе се одлучите вие. Добро утро, Искра. Добро утро. Добро утро. Па секој народ има држава каква што заслужува и власт. По се изгледа. Не може поважно да има. Гледа и случајот, например, во Грција, кога го турнаа човекот во пристаниште тамо од траектот. Аха. Другиот ден министерот си поднесе оставка. А не го турна он, нели? Да. Директно не е виновен. Да, како што кажуваат наши овие, не го возеше автобусот министерот, не ја запали болницата министерот. Овие наши од Севернава трибина навивачиве. И што и овој министер Јави се јужна. Значи тоа е проблемот, карактери на луѓе, значи без чувство, не можеш ти од такви луѓе да очекуваш за народот да се грижат. Еве се читам во Хрватска, лекарка некоја што препишувала лекои со психотропни супстанци, уапсена до 12 години затвор ја чека. Овде класично убиство е, човече. Да, ако веќе препишуваме закони од Европска Унија, ете еден добар пример наведовте. Ама овде ништо не важи, ние само сакаме во Европска Унија, ама ништо да не важи од тоа што е за Европска Унија. Ние нешто посебно да бидеме. И овие, дај нека немојте со тоа антикризните мерки, нека не ги препишуваат, и како ќе донесат мерки, по 2 недели све се покачува за 30%. Имаше еден виц, како беше, не ме брани бате, така нешто беше. Доволно ме бранеше, не треба, доста беше. И нека не носат мерки. Нека не чепкаат поарно се вака, да оставиме нештата спонтано да течат. И пресреќен народот, ќе се градат автопатишта. Добро, и знаете дека прво автопатишта градат богати држави. Значи прво треба да обезбедиш материјална сигурност на граѓаните, здравство, школство, учебници, нема ништо. Ние, пази се, ти немаш дома леп да купиш, а си купуваш, например, Порше. Ова така, истото е ова со автопатиштата. Ама знаеш, треба да бидам ја во джет-сето, треба да бидам на високо ниво. Кој не ќе тоа? А дома леп нема да јадеш. Тоа е со автопатиштата. А баш кај што пресрекни луѓево што во време на ВМРО 4,5 милиони евра кошташе километарот, а сега пола направен патот до Гостивар 16,5 милиони. 4 пати поскапи. Што со автопатишта беа тие со автомобили ке рентат без пари да возиме по нив? Или може би овие електричните од Тетово што ги прават сега автомобили, тие ќе се возат, затоа треба да е поскап автопат.
Затоа ти реков, каков народ, таква држава. Благодарам и поздрави. Да, имаме една убава народна поговорка. Видела жабата, конјот се подковува, кренала и таа ногата. Така некако би го превела ова што го кажавте вие. Добро утро за следниот гледач. Повелете во програма сте. Ало, добро утро. Добро утро, Љупчо. Веќе подав одавна ви ја барав песната од Среша од Точе Проевски да ја пуштате кој ќе ја почнете емисијата. Знаете, за мала опомена за некои луѓе да се потсетат нешто што го забораваат или го прескакаат, па затоа после имаме проблем со историјата. И се китиме ние, викаме ние имаме историја, прерипуваме периоди. А јас само ќе ги прашам што е тоа чудно во луѓето што ги тера да живеат во животи туѓи. Така нели беше песнава Среша, да. точно. Сега сакам нешто друго да потсетам, да ти кажам право. Овдека царува себичноста и алчноста, да ви кажам право. Знаете, викаме што ќе ни е автопатот, ама кукаме дека Охрид ни е бисерот, ама бисерот ни е затворен. И сега кога сака некој да го отвори, ама што ќе ни е нас автопат према Охрид, бе, луѓе Божи? Не ме разбирате? Тоа е она парадоксот што не знаете што сакате. Или земете, гледам 3 дена ви е тема, ова тетовскава фирма на тој донаторот, тема зашто она влегла. Ама ние не разбираме дека ние имаме договор со Бехтел и со Енка за автопатите, немаме со Тетоец. Тој има договор со нив. Ние на Бехтел и Енка треба 1.300.000 да им платиме. А дали он ќе донесе марсовци да ги работат автопатите? Дали нас не треба да не интересира тоа? Дали ме разбирате? Меѓутоа ние го забораваме периодот, па да се прашаме, а како тоа Жикол беше главен неимар во Скопје 2014 или Бетон Штип, да ве прашам? Или еве земете другата фирма Стентон град Бачиле. Зашто за незе никој не збори? Чиј спонзор е таја? Ако се спомне, знаете, војна ќе искочи. Ама заборавате да прашате чија е Стентон градба. Или земете овој законот го кривичниот законник. Ама никој не одговара на прашањето зошто се гласаш и едните и другите го гласала. А едните игра кобајаги се против, други нека се за. Знаете? И овие се предавници од Јужната трибина, а овие од Северната трибина, а овие се добрите од Јужната трибина и не им натварија кворум. Сега знаете што е следното вчера што слушнав? Ки има амнестија за 27 април. Само за да гласаат ги измените уставни. Што правиме тогаш да прашам? Значи нешто што не може да го купите со малце пари, ќе го купите со многу пари. И тука све ќе биде нормално. И ќе заборавиме, ќе не дрмне склерозата и амнезијата, и све има да забораваме, ама само ќе се сеќаваме на нешто ново. Знаете, кога се сака државата, треба реално да се гледаат работите. Не пристрасно, реално. Го критикуваат Преспанскиот договор. А колку пати сте пуштиле, да кажам, на вашата телевизија од овогодишните собори во Егејска Македонија, колку пати се веело државното знаме на Република Македонија или Северна Македонија, или како сакате наречете на тие собори? Зашто тоа не го покажете? Зошто е тоа така? Што се случи денес да грците дозволат државното знаме на Македонија да се вее на тие собори? Да, ви благодарам, Љупчо, на јавувањето. Секој поставувате многу прашања, не знам дали ќе успееме да ги запаметиме сите, но еве конкретно кога велите дека не треба нас да не интересира, секако дека треба да не интересира, затоа што кој со кого направил договор, ние го плаќаме тоа. Тоа се народни пари, не плаќаат функционерите од својот джеб. А во однос на тоа дали сме заборавиле порано, зошто порано не сме се прашували, затоа што можеби порано лебот бил многу поевтин, имало лекови, имало учебници. И тогаш нормално дека помалку не интересира што се случува. А сега кога немаме повеќе. Добро утро за следниот гледач, повелете. Добро утро. Добро ви утро. Господице, чекај, јас се сума. Вие сте во програма, повелете, само малку искрено ви кажам, слабо ве слушам. Чекаме, дали е са некој друг на телевизија си? Дали може телевизорот да го намалите, да го исклучите тонот? Овака, господице, човечето е Заев и Дуј каши да живеат. Тоа има таа една програма, BBC, ни ССН, ни ми 5, ми 6, тие агенции, ни бенде.
Јас на вистина се извинувам, само еден збор разбрав, веројатно и другите го разбра. Не знам во кој контекст беше. Следниот пат ќе ве замолам. Прво телевизорот да го исклучите, затоа што вака на вистина не ве разбираме, освен едно зборче. Добро утро за следниот гледач, повелете, во програма сте. Добро утро и убав ден, Македонија. Убав ден, повелете. Тука рибарот. Како сме? Дали сме добро? Добри сме, искра, супер сме. Кога не се бавтаме со политика, супер сме. Нели? Други луѓе сме тогаш, така? Вајна, да. Ама пак политиката не интригира. Слушам, пошто јас се јавувам у 2 месеца еднашка. Немам време јас да вака да денгубам со поедини луѓе секој ден што се јавуваат и само кажуваат филозофии, се они знаат. Ја не знам што луѓе беа тие. Тоа ми иритира. Што луѓе беа за сите теми имаат одговор, за сите, за здравство, за образование, за економија, за све. Ја не знам, јас ќе кажам сега што се случува по Охрид. Ја уништија Белвицата, ја уништија. Нема концесионер, ја уништија. Од албанска страна ја фаќаат пастрмката и прават размена. Овие ни дават пастрмка, овие Белвица. Ама дали има државата да се преземе мерки? Нема. Нема концесионер, луда држава. Кој што сака прави, тоа работи. Дали има по другите... Ја сотресме пастрмка, да, сега на ред дојде Белвицата, така? Белвицата, ама пази, Белвицата е нешто, како да кажам, бисер на Охрид. Бисер, значи, ова. Ајде пастрмка, ќе најдеме пастрмка, ама и Охридска не можеме да најдеме. Од една страна се ништи пастрмката, од друга Белвицата. Државата нема гајле. Колку време не е поримено? Со јагула, 4-5 години. Толку нема и концесионер на Охридско езеро. Јас сум за да се забрани економски риболов на сите езера. Нарочито на Дојра. Исто, да се забрани. Тиквешко го уништи, а неќам да зборам за Тиквешко. Еден концесионер 20 години, се извинење, мајка му расплака на езерото. Рибче нема. Кидаме, ќе фаќаме плашици и ќе фаќаме по некоја црвено перка или попадик. Тоа е срамота. Значи, да е луѓево, гледам секој сабале, се едни исти се јавуваат и само политика, кажуваат демагогија, автопатот, така автопатот. Тоа е, се педе пари. Само уште едно да кажам, сега скоро имаше еден пратеник по риба дојде, јаден кој изгубен германец. Он мисли, као политика и риба се лови. Наташе едно пола сат, виде, не виде, јаден се собра и вика, ај, ова било тешко, па тешко, брат, ти факултет си учел, викам, у школа моја факултет сум учел 50 години по реки, бе. Така. Што значи, ако е толку добар политичар колку што лови риба, маф не работата. Ама нема поема. Ама јас вас не ве разбирам. Вие... за 5 минути и си замина, што да прави? Не е политиката, седи лапај пари, ова треба труд да вложиш знаење. Рибарството е поголемо знаење од политиката. Да ве прашам, нели не примате жени на риба ловење, така? Не, грешка. А зошто политичари примате? Не, кој не примаме жени? Секој се добре дојдени. Ама многу зборуваме, треба да молчиме, така? Ба добро сега, рибарско е тоа. Има таму соединени цуење и... Ама вреѓање нема. Фамилиарно никој никого не се вреѓа. Да ви кажам, и во емисијева има и псуење и вреѓање. Да. Мислам, има. Искра, тоа е едно, ја не знам, ја ги повикам сите политичари да дојдат еден ден, два, да видат какво дугаство има. Тука нема нација, тука нема раса, боја, нема. Тука е се, сите исти. Шала, смеја. Ама кој ќе дојде време, софрата ни е за сите една иста. Од едно шише сите пиеме. Треба да свати народов. Нарочито не народов, политичари, ме викаат у Грчка. Слушам, Грчка ваква, таква, народо, тако, а ги гледам, сите по Грчка одат. И што се? Го вредеш таму народот, а идеш таму. Зашто идеш? Ја идам и по Грчка, и по Албанија, по Риба, идам и по Србија, сега скоро бевме за Србија. Значи, прекрасно дружење. Само не знам, ова е политика, ова е луда држава. Ова е луда држава, брат. Луда држава. За сега е луда држава. Благодарам многу. Јас многу ви благодарам вам на јавувањето. Да, иако е вон темите, но секогаш зборувате за тема која што и то како е значена за нас, а како што самите велите, сосема подзабораваме на неа. И после се чудиме зошто нема риба. Ете, зошто нема риба. До вестите имаме уште не цела минутка, таман да видиме сервисни информации, каде денес ке има, нема струја, вода. За среќа кусе списокот, еве само да видиме.
Според ЕВН, струја денес нема да има во периодот од 9 часот до 14:30 на дел од улицата Козеле. Тоа е во општина Карпош. И да видим, толку е информацијата за немање струја, а од водовод и канализација што информираат дека од 9 часот и 30 минути до 15 часот и 30 минути ќе нема вода во населените места викенд населба Моране и село Моране. Тоа е во општина Студеничани. А сега часот е точно 7 часот и 30 минути, што значи време за најновите утрински вести. Оно што сега следува се најновите информации од АМСМ, додека се поврзуваме само наку со да видиме какво време не очекува денес. Ова информација утринава не можев да ја споделам со вас, затоа што се уште немаше ништо објавено за денешниот ден. Еве денес ќе биде сончево и топло, попладне со мала локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Минималната температура ќе се движи од 6 до 12 степени, а максималната од 27 до убави 34 степени. Сега да ја посакаме добро утро на Ангела. Ангела, добро ви утро и повелете со најновите информации. Добро утро, ви благодарам. Утринава сообраќајот на сите државни патишта се одвива непречено по суви коловози. Да ги известиме возачите дека денеска поради изведување на градежни работи, односно асфалтирање на самиот пат, патниот правец од Брана Маврово до село Маврово, сообраќајот ќе биде во прекин од 9 до 16 часот попладне. Истиот ќе се пренасочува преку Бунет, село Леуново, село Никифорово и село Маврово. Што се однесува до интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини. Тој е умерен во моментот и на граничните премини нема подолги задржувања за влез излез од државата. АМСМ како и секогаш препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација на сите оние патни правци, каде што тековно се одвиваат работи на пат и внимателно управување со возилата. Тоа се утринува од информативниот центар на АМСМ. За дополнителна информација вашите гледачи може да ја довеат на 155 55 и 196 за помош на пат. На сите на кои патуваат и посекуваме среќен пат, а вам бав работен ден. Благодарам многу, Ангела, на овие информации. Верувам дека се тоа како корисни за оние кои што планираат да тргнат на пат. Ние сега повторно се придружуваме со вашите јавувања. Пред да го вклучиме следниот гледач, уште еднаш ако може да се подсетиме на трите теми. Првата тема за антикризните мерки, за кои што еден гледач посакат да не се носат, за да не се покачат повторно темите. Втората за скандалот, случајот, како сакате наречете го, на онкологија. И трето, започна градежните работи на коридорот 8. Ајде, добро утро за следниот гледач. Повелете, во програма сте. Ало? Ало, добро утро. Добро утро, Искрице. Добро ви утро. Јас сум многу среќна, че имаме нов автопут. Да. И сум уште посреќна што некој ќе се дебело обогати со пари, ќе си го наполни джепот. Да, е уште побаво, па Белкам ќе се смилува, ќе ни подпрли на нас малку. Ако се тие среќни, ние сме среќни, така? Тоа е најважно. Јас секогаш викам, кога се другите среќни, јас сум уште посреќна. Кога другиот има, ја уште повеќе имам, иако тој јаде месо, а ја јадам пипер и патлиџан. И тоа е добро да ви кажам, и пипер и патлиџан е веќе луксус. Искра, јас сум била многу местар, а сега, пошто джепот некако ми е отанчен, па се препрлив на пипер, па се на здрава храна. Па да јас ви велам дека сето ова е за наше добро? Сигурно, да. Нема да имаме... Не само здрава храна, она што нутриционистите го нарекуваат фастинг, постење. Да се пости по 10 часа дневно. Ај, ја не разбирам такви странски зборови, почу се држам на старата исхрана. Многу е лесно да се каже почна коридорот. Вчера славеа, ватрово. Повторно, да. Пукаше, па се држат за раце, се плашат. Од што се плаши, од парите што ќе ги земат? Не знам од што се сплашија. За онкологија чути, па што сакаме да ви кажат кои се богати со
парите на пациентите. Големо чудо умреле 50 души, па тоа не е ништо. А во однос на да умрат 5000, како сега во Либија, браната што пукнала. И повеќе, 6000 веќе беше, да. Па не слуша да ти кажам се, само што се уклучив и одмah добив среќа. Да кажам колку сум радостна што цените многу се симнуваат нагоре, не надоле, него нагоре. Коштичката се качува, а ние уживаме во рај. Во рајската градина сме ние Искра. Ако не се знаела, да ти кажам, сега ќе има ново покачување за пензионерите, 6,00%. Што ќе им правиме на парите? Ја ќе им поклонам на некој од овие што немаат сиромашни, што не може да отидат на Малдиви, пошто се јавиле ајкули да не ги изедат. Така да, за нас е се окей. Ние можеме се да поднесеме, коштичката ќе стасаме, која ќе биде на 10.000 денари дневно. Тогаш не стасаме. Колку да ти кажам, се плашиме, толку кој ќе имаме. Да, е 10.000 супер ке беше, Арно, ама не е многу повеќе, за жал Божа. Ајде, добро утро за следниот гледач, повелете, во програма сте. Добро утро, Искра, поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Поздрав и до вас. Па, кога е лоша состојбата, евидентно е дека горе-долу сите се сложуваме со тоа, но моето мислење е малце од психолошка природа, и порано тоа го објаснував, тоа е она научена безпомошност, или во македонска терминологија можам да го наречам тоа научена покорност или подчиненост. Таа е ситуација, психолошка ситуација кога жртвата, иако има рационални излезни решенија, таа не бира ни едно од нив. Затоа што е толку психолошки малтретирана и физички да едноставно е оневозможена да бара решение. И се препушта на нештата. Така? Апсолутно. Значи, за се има психолошко објаснување. Една од големите пречки е фактички политичката неписменост. Например, со сета почит, без оглед дали е планинар, рибар, земјоделец, што и да е, со сета почит према нив, меѓутоа ќе ви рече, абе мене не ме интересира политика, ама состојбата во езерото е таква, таква и таква. Ама токму тоа е политичка неписменост, затоа што токму политиката довела до тоа. Одлучува колкав ќе биде водостојот на езерото, нарочито ако е вештачко езерото, па ако сакате и природно, затоа што, например, Охридско езеро е природно езеро, но заради потреба на некоја туѓа држава за електраните нивни, преку Дрим се одлева Охридското езеро. А пак од друга страна, да речеме, Охридското езеро е поврзано со Преспанското. Знаете, тоа е цел ланек. И не само тоа, преку политиката кој ќе биде концесионер, дали ќе има концесионер, дали нема, дали ќе бидат казнети тие што на диво ловат риба, така? Апсолутно, тоа сакав и да го кажам. Значи, колку е широк спектарот на влијанието на политиката во животот. Токму тоа и западните друштва се токму обратно од научена подчинетост, од научена безпомошност, тие имаат научен оптимизам. Значи, тие сите решенија, сите алатки ги користат. Без оглед дали е демонстрација, без оглед голема излезност на избори. Например, Шведска земете, како пример, 80% излегуваат на избори. Германија измеѓу 75 и 80%. А кај нас имате ситуација кога народот вели, абе не ми е гајле кој ќе биде политичар, и после добивате политичар кој не му е гајле за народот. Знаете како се едно со друго е поврзано. Добро, при крај времето. Ајде во друга ви реков и минатиот пат, довршете си ја мислата, не брзете со времето. Сакам да заокружам мисла, меѓутоа верувате ќе дискутираме доста, имам доста што да кажам. Благодарам искрено за остапеното време. Јас ви благодарам и повторно ќе речам, единствен сте што брзате до секунда да завршите слободно, за следниот пат завршете. Што значи тоа е, да, како велат, љубовта е двострана улица. Ако ние не сме се грижеле за нив, тогаш и тие нема да се грижат за нас.
Под тие знаете на кого мислам. Добро утро за следниот гледач, повелите во програма сте. Добро утро, Македонија, добро утро, Искра. Добро утро, Тале. Одлични коментари секогаш на нашиот брат македонец кој мене сега зборуваше. Со реалност. Што вика еден друг, со реалност. Реалноста. И вика, нели, од Тоше Проевски песната да не се мешаме во туѓи животи, па да подсетам и јас вака, нели, некој тој вика за нас дека снимале склероза. Но да подсетам дека вие како партија правевте, нели, портарски презентации на телефонски јавувања на приватни телефонски јавувања на ВМРО функционери. Замисли Заев во универзална сала во Скопје пушта приватни телефонски и то монтирани разговори и цела сала полна со комуњари СДСовци што 80 години прислушуваат се мешат во туѓи, нели, животи, нели, како удбаши, кодоши, нели, 80 години тоа го прават, па научени на портарење, на мешање на туѓи животи и убивање на туѓи животи на македонски патриоти 80 години, тие се собра во универзална сала и слуша, се клештеа или се џашува, нели, од тие монтирани телефонски разговори. Тоа еден телефонски разговор ќе спомнам, каде Гордана Јанкуловска, нели, и Груевски разговараат, нели, за убиецот на Мартин Нешковски. Кој разговор целосен го пушти еден албанец од Америка. Замисли, албанец во Америка го добил целосниот точен разговор меѓу Гордана Јанкуловски и Груевски, каде зборуваат дека треба да си одговара убиецот на Мартин Нешковски. И тој си одговараше. Беше осуден на, не знам, 12-15 години затвор. Но овие СДСовци, пак после таа судска одлука жестоко се бореа за Мартин Нешковски, за кој им беше многу жал, но после како глас Заев појде в затвор, со широка насмевка со и убиецот насмеан радостен и Заев насмеан радостен, се прегрнаа, се поздравија и по еден ден, два го пустија убиецот на Мартин Нешковски. Толку тие од СДС за Мартин, значи, ама бела монтиран телефонски разговор во кој го избришале, делот каде Груевски и Гордана Јанкуловска викаат дека треба да одговара убиецот на Мартин Нешковски. Дали појде Груевски да се бакне, да се поздрави убиецот на Мартин? Не. Заев појде да се поздрави. Ама сигурно и тоа беше на сценарио да се обвини турни ВМРО власт Груевски и тоа убиство, пошто кај е логиката толку со широка насмешка да се поздрават убиецот на Мартин и Заев в затвор, пред камери, насмејани, горебаре, стари пријатели кои, значи, успеале во... Ви благодарам, Тале, уште повеќе ќе ви благодарев барем на една од темите да зборувавме. Одиве со следниот гледач. Добро утро, повелете, во програма сте. Добро утро. Добро утро. Така, ако имаш хемиско до тебе, да запишеш нешто. Од кога го немам слушнато тој збор хемиско. Добро, на пенкалце се мислите, повелете? Пиши 0. Телефонски број ќе ми давате? Да, 078. Јавно кажувате телефонски број? Да. Добро. 078 659. Добро. 910. Добро. Пиши Илија. Иле? Добро. Имам забрана за гласање во државата, не смеам да гласам. Зошто? Одземена деловната способност. Ние, како непријател на Македонија. Сега ја се запрашува, дали некој сака да работи, зашто зборев многу пати за работа. И никако да ги прифатат работните навики. Зборуваат за струјата дека сега ќе уклучат паметни бројива кои ќе од 13 до 15 часот ќе има ефтина струја. За кого? За оние што имаат мини фабрики и да си работат 2 часа. Кој што користиме ние? Кафе ќе свариме, ручек ќе направиме. Браво. Да, не е доволно ни за машина за алишта, за 2 часа не завршува ни машината. Јас барам некој работник, имам доста имање кој може да го направам за да заработуваат, а тоа е голем план и јас сега
се труди да им даде субвенции на оние загубарите, што беа и сега ги активира да го амортизираат пред избори ова што може да се одржат, па водовод и канализација ќе почнат да делат пари за зејтин, брашно и така натаму, зашто веќе почнаа да манипулираат многу повеќе. И јас се прашувам, мојот телефонски број, да го давате вака почесто, дали има некој, барем почетни, 20.000 евра, да почнеме да направиме и да им докажеме дека ќе го прошириме на 100 семејства за 3 години да се прехранат. 100 години има, за 100 години цела Македонија да работи. И замисли сега Искре, можеш таму во топла, ладна вода, сакаш пијутка и жестоко, безалкохолно, или уживај во природата и да го осетат трудот, да видат како ќе работат тие сиромашки луѓе кои се уценуват тука покрај нас. А во воздушна линија, еве ја Грција, нема ни 10 километра, се смееме 50 евра дневница. Или јас го запишав вашиот број, го меморирав, така што некој ако има заинтересиран, нека стапи во контакт со мене, го знаате бројот на телевизија Алфа и би било убаво, да бидам посредник на некој начин. Идејата во секој случај не би лоша. Добро утро, за следниот гледач повелете, во програма сте. Добро утро. Добро утро, Здравко. Човекот пред малку многу го објасна. Научена починетост. Тоа е поданичко унесување. А плюс и она грдото, невидено полтронство. Лигајне. Проблемот е во нас. Ошо на ништо не личиме. Ошо само до носот гледаме. Оттука Македонија е испуштавме. Та веќе не сме самостојни. Своји на своето. Македонија не е во македонски честни раце. Со самостојноста работите во Македонија на лошо ни тргнаа. Со секоја година на полошо. Да денес, септември 2023, се така ни е лошо. Не се трпи. Нето македонецот трпи. Чудо големо имаме во Македонија. Толку големо да е светско. Од невидено душманство кон македонецот. Неразбивливо е, ошо е нечовечко. И туѓинецот не македонец пород, од туѓинецот не македонец пород, а од македонецот изрод издајник, за неголема осуда казна е. Неопросливо. Болно, жалосно, срамно е за најтешка осуда. Македонија од чораост. Гледај не само до носот, од рај пекове правиме. Само со чистота. Висински јунаци македонски, тешково зло може да се запре. Со силно казнување на злокобните душманското. Благодарам. И јас, како и секогаш, ви благодарам, Здравко, на јавувањето и на вашите зборови. Имаме време за уште еден гледач, мислам, пред рекламите. Добро утро, повелите во програма сте. Добро утро. Како и секогаш моето лого, поздрав до сите македонци во диаспората. Поздрав до Егејскиот, Пиринскиот и Преспанскиот дел на Република Македонија. Јас сега вака ќе речам. Тие енка, менка, груби, муби, Искра. Една забелешка можда до сите телевизии.
Македонските фудбалери. Италија 1-1. Вчера 0-2. Ношти 2-0. Никој не спомна да им честита на тие момци што го ставија Јас сакав срцето на утрово, терен. ама заборавив да ви кажам Дали не е право. срамота тоа, Искра? Точно. Најбитно ми е енка, менка и груби муби, не знам си кој. Уште, значи, радоста и среќата ме држат од сношти кога ги гледав македонските фудбалери како го ставија Точно. срцето на Наместо терен. нив треба да ги ставиме Елмаз, Барди, Алиовски, сите да си ги наредиме. Точно. Во право сте. И не само тоа. Погледни на стадионот, на теренот, кај што навива македонски навивачи. Ечеше цел стадион. Да. Зошто? Знаете Уште- дека има многу што работа таму наши, така? Точно, Ама ова точно. кога ечеше Македонија, како да тука да се игра. Точно. Тата беше уште еден доказ на овие самоизбрани властодржци дека целата младина ни отиде во Малта. Затоа и навива. Имаше кој да навива. И тие го ставија срцето на терен. Една порака ете до тие лажни властодржци. Борете се како фудбалерите. Борете се за тие млади во Малта што отишле да печалат. Што ги избркао, тие ги избрка. Срам да им е. Не дискутирам на оваа тема што ја поставивте. Едноставно во моментот не ме интересира пошто се е лага и превара. Мене ме интересира ова. Нека погледнат на терен како се бојува. И не само тоа, и теренот требата да ја видат. А не нашиот стадион со кал и со тупки. Срамота. Бруки беше тоа, да ви кажам. Срамота Искра. Затоа не мислев да се јавувам, пошто одамна не сум се јавила, ама ова ме изиритира, ги слушам сите. Само тоа го уста. Мелка, белка, велка. Абе, никој не кажува Македонија. Па гледайте ги србите како ги пречека. Се поносат, се дичат со луѓето. 2-0 не е мало. Срамота е можда да се зборувам јас како жена за оваа тема. Можевме и повеќе, ама нема смисла кон домакините, така? И химната кога ја пуштија Искра. Да, ама дали слушаше и химната кога ја пуштија? Дадоа само едната строфа, меѓутоа нашите млади во Малта го допеа и Гоце Делчев и Пито Гули и Даме Груев. Да ви кажам, искрено утринава сакав со тоа да започнам, ама кога ќе стане човек во 4:15 заборава што сакал да каже и затоа на вистина многу ви благодарам што вие одвоивте 3 минути да зборувате на оваа тема. Да, ете се случуваат и некои убави работи кај нас, за жал ретки, но и тоа како убави моменти. Одиме сега со реклами, а потоа овде во студиото Милена Силјановска од Издавачкиот центар 3 ќе ни гостува и да подсетам дека ќе има нешто и за гледачите. Пристигна веќе и нашата гостинка, мислам дека веќе ви е добро познат лик, тоа е Милена Силјановска, уредничка во Издавачкиот центар 3. Да видиме, да слушнеме што оваа издавачка куќа подготвува, што има ново за читателската публика. Милена, добро утро. Добро утро, баш ми е драго што вака септемвриски сум тука, затоа што септември е секогаш плоден месец за издавачите, не само кај нас, туку и во светот. Да, сите сме си прибрани, сите сме веќе одморени, почнува на некој начин нова сезона, може така да се каже. Да, веројатно е заради пресвртот, можеби заради есента, затоа што на есен нели се собираме во куќите внатре, почнуваме се повеќе да читаме, можеби е поради тоа, но и во големите издавачки куќи надвор од кај нас, секогаш во септември излегуваат книгите кои што најдолго се чекаат. Значи сме го одбрале вистинскиот момент. Ајде да започнеме директно од тоа со што сте во моментов најпреокупирани и ангажирани.
Во моментов имаме 3 работи кои што ни се во фокус. Првото е промоцијата на доктор Александар Митов на Преплетени со природата. Тоа е неговата последна книга, односно втора што излезе. Во 2018 тој ја објави Водич за долговечен живот и беше многу популарен, па затоа очекуваме иста ваква реакција пред се заради тоа што е корисен. Всушност во оваа негова книга тој прави рецепт за здрав и среќен живот, на тој начин што ние ќе се вратиме назад кон природата, така се враќаме и назад кон себе си. Промоцијата ќе се случи во јавна соба како дел од предавањата што претходно ги имаме организирано, веројатно некој од читателите ќе се сети, отворени предавања за отворени умови, значи Public Room јавна соба во 19:30 во среда на 20 септември. Тоа е мощне скоро. Среда, среќен ден, одлично. Да, доктор Митов е многу чест гостин во нашата утринска и можам ти кажам слободно дека е миленик на нашата публика, така што токму неговата книга ќе ја подариме денес на еден од гледачите, но подосна да завршиме, да видиме кои се клучните 3 моменти. Освен промоцијата на оваа книга, што друго подготвувате? Што имаме изненадување за гледачите, за читателите поточно? Верувам дека се информирани заради тоа што од Cineplex не јавија дека има голем интерес за картите за документарецот на Габор Мате, The Wisdom of Trauma или Мудроста на траумата. Ќе се случи на 21 септември премиерата во Cineplex во City Mall. А таму ќе следува по прикажувањето, по проекцијата на филмот, ќе следи панел дискусија на која што ќе присуствува нели и Елена Џоковиќ заедно со другите представници од фондацијата Новак Џоковиќ, што веќе неколку години поред носат во регионот познати не само автори, туку и истакнати експерти што се занимаваат со подобрување на животот воопшто, на општеството или како што вели Габор Мате, исцелување на колективното и на индивидуалното во нас. Јас би се задржала малку околу овој настран, што се оглед на тоа што сватив дека станува збор за голема балканска турнеја, може се каже на некој начин при промоција на овој негов документарец. Ајде прво да почнеме зошто е тој толку значаен. Габор Мате, мислам дека и преку книгите успеа да го направи тоа, но и преку овие гостувања во кои што тој директно се обраќа до публиката. Инаку да, самиот Габор Мате ќе дојде во Белград, Сараево, Бања Лука и Љубљана, мислам дека ќе биде. 6 земји се, Милена, 40 проекции, 24 града, што значи, мислам, убаво што сме и ние дел од тоа. Веќе било распродадено се. Особено заради тоа што неговото учење е универзално, може да помогне на различни луѓе низ светот. Тој не зборува конкретно за некоја нација или некоја област. Со тоа што ја доловува траумата, дека таа не мора да значи дека треба да ни се случи нешто особено големо, затоа што ние нели различно чувствуваме. Некому помала работа може да му влијае повеќе отколку некој друг. Но тој ни помага да се огледаме дека траумата не е она што се случува надвор од нас, туку она што се случува внатре во нас. И ни посочува како да се поврземе меѓусебно, меѓучовечки, но и внатре во себе си, за да може да оствариме среќен живот и пред се здрав живот. Затоа што тој е експерт за зависности, за различни видови на болести, но и за секојдневни луѓе кои што страдаат нели од анксиозност, што веќе според неговите истражувања тоа е толку често што речи си на секој втор човек му се случува да има некогаш во животот паничен напад или сличен изблик на некаква траума која што можеби не сме забележале, не сме воспримиле како таква. Вие ги издавате неговите дела. Сега ме интересира малку за оваа соработка со фондацијата Новак Џоковиќ. Како ја остваривте? Ние остваривме преку Cineplex, односно тие од таму ја имаат остварено, но мислам дека самата фондација се обидува да вклучи што е можно повеќе места низ регионот и особено се концентрира и на развојот на децата, што мислам дека и тоа ќе припомогне кај нас, затоа што ќе има голем број на родители што ќе го гледаат документарецот, затоа што Габор Мате има објавено една книга што е во наше издание, Држете се до своите деца, што токму се сосредоточува на тој развој на децата. Мислам дека тоа им е во фокус и дека токму затоа го одбрале него, пред се затоа што на самиот регион му треба поттик кон иднината и колку што повеќе ги образуваме родителите, толку повеќе на тој начин влијаеме и на децата.
Ке има конкретно за 21-ви, колку што разбрав, поентата е неговото дело да се долови преку повеќе формите, преку проекција на документарецот, преку панели, предавања со интерактивна комуникација и работилници. Сега не знам дали во Скопје ќе има работилница? Мислам дека ќе биде само проекција на филмот, но треба да се информираме уште. Мислам дека сигурно ќе имаме се уште објави. Ние преку нашите социјални медиуми се обидуваме да го доближиме пред се, затоа што и самиот Габор Мате има голем број на видеа што се поставени на YouTube. Јас многу често го слушам и им препорачувам и на другите да го прават тоа. Ќе гостува и Јелена Џоковиќ, ќе биде и во улога на панелистка? Да, во дел ќе има на свое предавање. Дискусијата, да. Што верувам дека е многу вредно да се чуе. И тоа како. И третиот момент со што бевте друго окупирани периодов? Сега се уште работиме на новата книга на Коста Петров, кој што и самиот тој ја најави. Мислам дека е интересно и да се чуе што започна свој подкаст. Не знам дали сте информирани за тоа. Може да го следиме и него, нели, на социјални медиуми, каде што ќе има повеќе информации. Пред се неговата книга, исто како и предходните, се обидува да разработува животни теми, кои што тој самиот ги почувствувал на своја кожа и ни кажува се што тој посакувал да знае порано. Милена, можеме веќе претпоставувам да ги отвориме телефонските линии, затоа што рековме ќе ја подариме новата книга од доктор Митов со наслов Преплетени со природата. Мене лично морам да ти кажам дека соработката со него многу лесно ми оди. Како тече вашата соработка? Прекрасно. Митов е онака како што се прикажува во книгите, затоа што мора да се биде хуман човек за да може да се има такво отворено срце и да помогне. И многу ми е драго што тој се одлучува да го запишува тоа, затоа што она што е запишано може да биде многу потрајно. Работи врз основа нели на современата медицина, но секогаш се навраќа на овие закони кои што се клучни, кои што некогаш ни делуваат малку застарени, но сваќаме дека тие се токму од таму почнала медицината. Тој конкретно во оваа книга зборува за 5 нишки како да се поврземе со неа и како да стигнеме до здрав живот. Го имаме веќе и гледачот или гледачката на линија. Добро утро, повелете. Нешто сме снемале, добро, ќе се вклучи во меѓувреме. Рековме дека ова ќе подариме и може да се ја подигнат во градскиот трговски центар, освен ако некој не е од Скопје, тогаш Милена ќе се предоговорите за да ја земе таму. Дали имаме веќе гледачот на линија или да го имаме? Добро утро, повелете, програма сте? Не слушам. Ги земаат предпоставува Добро утро, повелете во програма сте. Добро утро. Поздрав на вас, Искра, поздрав на гостинката и поздрав до три кои што се прекрасни во секој поглед. Добро, доктор Митов го знаете, го имате гледано, предпоставувам и кај нас при гостувањата. Апсолутно, да. Да, јас само да прашам, дали се јавувате од Скопје? Не, од Свети Николе. Од Свети Николе. Милена, како да воспоставиме, сега имате и таму книжарница, така? Не, меѓутоа праќаме по карго преку достава, така што кога ќе остават бројче, јас потоа ќе се јавам за да ја земам адресата, да не ја кажуваме. Да ве прашам, дали планирате да доаѓате на кај нашиот убав прекрасен главен град, да не посетите или сакате на овој начин да остварите комуникација со Милена? Па, доаѓам јас до Скопје, меѓутоа не знам кога ќе биде следниот пат. Ајде ќе се договориме, не е проблем тоа. Вие оставивте важно телефонски број, така? Да. Во режија ќе ви се јави Милена после емисијата и ќе се договорите. Кажете ми кога сте веќе на линија, што вака најмногу милувате да читате? Јас читам многу разни жанрови, белетристика пред се, ќе речам. Мене ми е омилен Харуки Мураками, баш го издаваат во Трим. Омилено од него ми е Норвешка шума, апсолутен хит, и другите негови, меѓутоа таа ми е фаворит. И мене. Да? Одлично, ќе имате заедничка тема на разговор. Ви благодарам многу што се вклучивте во нашата утринска емисија. Милена, она што сега сакам да те прашаме, прво, летово имате предпоставам некои статистики што беше најмногу читано, што привлече најмногу внимание, така да кажеме? Секогаш е тука нели белетристиката, особено љубовните романси кои што ги издаваме, но на моје големо изненадување
Во овој период имаше доста интерес за македонските автори. Заради тоа што дојдоа две големи авторки кај нас, Румена Божаровска и Лидија Димковска, со еден свенматичен број што излезе неодамна и голем е интересот за нив. Драго ми е и што Венко Андоновски доживува свое 4-то издание со Папокот на светлината. Па Венко се задржа на топ листите цело лето, значи и тоа ми е особено драго што конечно кај нас е теживна тој интерес за македонска книжевност и верувам дека овој бран ќе продолжи пред се заради тоа што нели чекаме, ве го споменав, Коста Петров, ќе бидат и Наташа Сарджовска, Виолета Танчева, Златева, Ферит Мухич, што ќе збогати домашната книжевност и верувам дека ова не е само бран кој што ќе трае, туку дека е цело море приказни. Што би им препорачала за самиот крај, за периодот што следи да читат? Сега не знам колку веројатно неформално, но постои разлика во она што се чита преку лето, она што се чита на есен. Која е разликата, Милена? Кога доаѓа некое вакво време, луѓето механички бараат потопли приказни, што секогаш се поврзани со книги, со книголюбци, сакаат да читаат и подлабоки романи, класика секако, особено со безвременските што ги објавува медицијата, има се поголем интерес, па мислам дека ќе се навратат и на класиката, на овие топли приказни и на домашната книжевност, пред се заради тоа што треба да си ја слушаме нашата душа, а нашата душа секогаш зборува на мајчиниот јазик. Ајде да видиме кои се советите, препораките за ова есен. Што ти би им препорачала? Мојата топла препорака, што ја споменав веќе, е еден свенматичен број од Лидија Димковска, но гледам дека има голем одзив од критичарите, што значи дека таа книга веќе сама запловила во меѓумакедонската домашна публика. Тука е и Венко Андоновски, Папокот на светлината, што мене ми е една од омилените книги што ја прочитав во овој период. Но им препорачувам и да останат будни, да следат со насловите кои што допрва ќе дојдат, а тоа е, например, Силмарилион од Толкин, што ми е доста драг, или Втора фондација од Исак Насимов, или друг вид на класика што во моментов се подготвува. Тоа е мојата препорака и секогаш да си го следат срцето, да не следат толку многу топлисти, туку да го читаат она што нивната душа го бара. Милена, ти како уредник имаш таа и работна обврска, може да се каже, да читаш се она што е во моментот најактуелно во светот, без разлика од каде е писателот. Што ти периодот вака прочита нешто што тебе те фасцинира, те измести, што се вели, и за кое што лично се залагаш да се отпечати и од страна на вашата издавачка куќа? Тоа е дефинитивно Достоевски. Сега цело време споменувам класиката, но тоа ми е едноставно нешто што ми лежи и ќе го издаваме инаку браќата Карамазови ќе биде во наше издание. Во моментов се уште го препрочитувам тоа и за тоа сум особено радосна, затоа што Достоевски е на класика. Веројатно колку пати да го препрочитуваш, никогаш нема да биде дочитано. И секогаш различно размрдува пред себе, затоа што го неодамна нели ја читав, веќе ова ми е трет пат да ја читам и секој пат различно ме удира, веројатно е заради времето што изминува или веројатно и заради општеството што се менува, па така некако го гледам и визионерски, како тој да го предвидел сето ова ладно човештво што не се случува, но верувам и дека во него и моќта да ја промени. Милена, многу ти благодарам за ова гостување. До скоро гледање, така нема да се одјавуваме за подолг период. Она што сега следува се најновите утрински вести на Алфа телевизија. Пристигна веќе и нашиот втор гостин, тоа ни е Здравко Јосифовски, со кого што конечно ќе зборуваме на една убава тема, затоа што обично кога тука ни гостувал сме зборувале за проблемите со кои што се соочуваат угостителите, а поводот е тоа што излезе првата македонска винска енциклопедија наречена Винопедија. Здравко, добро утро. Добро ни дојде. Добро утро до вас, до вашите гледачи, вашата редакција. И мило ми е, навистина, покрај толку дневни вести што сме окупирани од најразлични работи, да споделуваме убави вести. Затоа што животот сепак не е само да гледаме лоши работи, него животот не води напред кон некои цели кога имаме одредени предизвици, поготово за работи што не се направени и што може да кажеме дека потекнуваат и од нас. Зареков ќе започнам со тоа да прашам зошто и за кого
е значајно што излезе конечно првата винска енциклопедија. Ја малце само ќе те коригирам. Значи енциклопедијата, дигиталното издание ќе излезе до крајот, англиската верзија до крајот на годината, додека печатените верзии ќе излезат во текот на почетокот на наредната година. Она што во моментот го направивме, значи од почетокот на проектот и иницијативата до вчерашната пресконференција, всушност беа промовирани и презентирани институциите и тимот кој што практички во наредниот период ќе работи, ќе ги прибира, ќе ги колектира, класифицира и ќе даде релевантност на информациите што ќе бидат објавени во енциклопедијата. Што значи носоп ќе се апдейтува, не е ова еднашка за секогаш издадено? Да, интересно е дека стандардните и класичните енциклопедии до сега се познати дека биле секогаш во печатени изданија. Ние за прв пат, бидејќи малце информатичката технологија подолг период се занимавам, што луѓето што ме знаат, ја знаат таа работа, да практички направиме хибридна енциклопедија која што нема да биде само печатено издание, него енциклопедијата ќе биде жива материја која што ќе биде и онлайн и ќе поседува и нови работи и технологии кои што ќе ги прикажуваме, ќе ги употребиме согласно модерното време. Ајде да почнеме од тимот. За колкав тим станува збор, кои се соработници? Да, одлично. Значи проектот и иницијативата започна уште 2019 година, меѓутоа како и многу други работи заради пандемијата, убавите нешта останаа подзаборавени или подзатворени. Негде во март-април месец во една ситуација нормално кога се седи се третира некој обичај адет, слушате нови приказни, се потсетувате дека всушност сте започнале некој проект што не сте го довршиле. Целта е нели секогаш да направиме нешто добро и паметно. Обновувајќи ја идејата и концептот, практички викаме слушај да се вратиме и да реализираме таа енциклопедија што направивме, затоа што и најмала анализа да направите во моментов, Балканот представува една голема култура и историја поврзана со вино. Значи овдека поменувале војски, се транспортирало вино, се произведувало вино, се конзумирало вино. Значи не постои обред, обичај, традиција каде што виното не е присутно. Значи виното не е обичен пијалок, а секој си има своја приказна поврзана со него. Се вика, знаете, и ние секогаш кога вкусуваме малце вино, практички како да добиваме нешто многу повеќе од самиот пијалок што е. Она што беше интересно, анализата направена уште во март-април месец се испостави не само во минатото, него и во последниот период, ни една од соседните земји или земјите на Балканот немаат значи зборуваат за виното и винската култура, а немаат направено винска енциклопедија. Сега предизвикот одеднаш стана уште поголем. Што ако ние бидеме први, затоа што сведоци сме дека изминатите години некако винската култура поготово поврзана со винопроизводителите или со иницијативите на малите семејни винари, се подигна на некој повисоко ниво. Се зголеми бројот на винари, се зголеми понудата. Меѓутоа, се појави една интересна работа во винскиот дел. Нашите нови винари, кои што се појавуваат релативно млади, кои што за година или две ќе извадат вина и учествуваат на странски такмичења или презентации кои што се вината, собираат првокласни награди. Пазите, ние кои ќе видиме употребуваме модерна технологија, користиме, значи се работи за сорти кои што се присутни низ цел свет. Ама истите тие сорти кога се произведуваат во Македонија или на македонската територија, одеднаш нешто се вградува во нив дополнително, што е веројатно условот на почвата или самата територија, сонце и можеби, како викаме, секогаш зачинот што самата винарија го прави кородова. Установувајќи дека практички нема енциклопедија на реална и вистинска на Балканот, значи го започнавме проектот и нормално како секој проект прво комуницирате со најрелевантните институции, најрелевантните институции се државата. Понатаму се образовните и едукативните институции и нормално крајните институции се самите винари кои што го произведуваат вино. Инертноста која што постои, значи кога се работи за нови проекти, е присутна секојдневно и ова е сама иницијатива и проект не беа имуни на таа работа дека нешто вау преку ноќ ќе се случи, луѓето ќе го акцептираат и така натаму. Значи нормално се појавува прво кој ќе ја прави, како ќе ја прави, со кого ќе ја прави, кој интерес има. И сега сите тие работи од еден начин треба да ги тргнете на страна за да дојдете до момент, значи да кажете дека тоа што го правите прво не е персонален или индивидуален проект, дека идејата е да биде значи заеднички проект кој што ќе биде нешто што секој
македонец или секој љубител на вино, македонско производител, поврзан на било кој начин, ќе добие еден релевантен извор на информации, да навистина да знае историјата, односно праисторијата на почетокот на винската индустрија во Македонија, да знае кои све патишта, кои све сорти, кои све начини, техники, технологии се одгледувале. Значи, да до денеска дојде до моментот да спознае кога ќе конзумира едно вино, самото шише и самата содржина нема никакво значење ако истата не е пропратена со приказна. Значи, виното е приказна. И секоја капка вино што е направена и акумулирана во едно сише, содржи приказна што тој што го произведува, значи како се вика од нивата до вако, го добива. Она што беше најинтересно и за мене највпечатливо е дека образовните институции, кои што можеби изгледа како тромо, се тие што најбрзо одговорија и најбрзо прифатија. Сега, кои се образовни институции? Значи, во Македонија постојат два факултети кои што ги обработуваат земјоделските науки. Едниот е факултетот во склоп на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, факултет за земјоделски науки и храна, и вториот е во склоп на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, земјоделски факултет од Штип. Тие се двата релевантни факултети кои што во моментов се лидери и произведуваат кадар кој што е неопходен за понатамошниот развој на значи винарството и лозарството. Она што е битно, дека факултетите, професорите, докторите на науки, експертите и така натаму, вклучувајќи ги останатите, да кажам, традиционално познато винари што се поголеми, во изминатиот период во соработка со државата, значи издале разни книги, разни брошури, разни водичи, туристички, вински и така натаму. Меѓутоа, ниеден од институтите, факултетите не издале, значи нешто што се вика енциклопедија. Зашто енциклопедијата сама по име носи некој друг тип на информации кои што се презентираат и содржат во самата енциклопедија. Она што е интересно, значи они го обработуваат стручниот дел. Од, да кажеме, видовите на лози, техниките на производство, старите техники, значи други приказни. Исто најбитен факултет што се приклучува и посебна благодарност е и филозофскиот факултет, бидејќи филозофскиот факултет, значи катедрите за историја и археологија, тој момент нас ќе ни дадат сушност вистинската историја која што е прибележана со факти и аргументи, значи за тоа што навистина се случувало на овие територии. И она што е најбитно, значи енциклопедија не обработува Македонија, него енциклопедијата ја обработува територијата Македонија на Балканскиот полуостров. И на овој начин винската традиција, култура, историја се архивирано овде. Да. И сега, значи на овој начин 15 професори, доктори на науки, еминентни лица кои што представуваат нешто, е тимот вистински стручни лица. Пазете, сега не зборуваме дека ние си седнавме и ни се допаѓа нешто и ќе си напишеме книга и ќе ја крстиме енциклопедија, како што се случува со многу работи кога модерните деца веќе или како се викат нови Z и X генерации, значи затоа што има некоја идеја, седнува ја прави и одеднаш вау. Значи, навистина Македонија ќе добие нешто што без разлика било која институција ќе користи. Сега она што го кажавте, што содржи енциклопедијата? Значи енциклопедијата е поделена на два дела. Првиот е баш овој што го кажувате, општо образовниот, едукативниот, историскиот, да кажеме, и стручниот дел кој што ги обработува информациите поврзани со виното и винската култура. Вториот дел е регистарот на винари, комплетниот, кој што е согласно Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство. Да, ние обработуваме само регистрирани и пријавени винари и она што е најбитно до сега, не постои регистар на вина. Односно, вината се регистрираат секој што ќе издаде, меѓутоа ние не знаеме дали сега Македонија има издадено 500, 5000, например, колку винари, колку различни реколти, колку количини регистрирани, затоа што таков регистар официјален, достапен за јавноста не постои. Да, овде велите, Здравко, за последните 753 врвни вина. Јас искрено не знаев дека толку врсти вина има кај нас. Да, знаете што е интересно, ова е направено во април месец кога беше како предлог страница и во моментот се овдека објавени 155 винари. Значи тогаш толку беа по регистар што го имавме со 312 и 700 веќе имало нови регистрирани. Ние кога побаравме да кажеме ажурирање за да ги апдейтуваме нови винари, ако ние се изненадивме дека во моментот во регистарот се водат 250 винари. Од тие 150 се мали семени винари. И сега замислете кога секоја винарија по неколку вина произведува, да не кажам некои веќе имаат по 10. Ете бројката, да. Значи бројката не 700 и мене ме плаши дека бројката во моментов да ние се пуштиме ја посетиме секоја винарија и од секоја винарија земеме по едно
шише од тоа што постои, дека ние 1000 шишиња сигурно ќе имаме. Во контекст на енциклопедијата што прашавте, значи во делот постојат значи заглавие каде што ќе го обработуваме црковните обичаи, традиции и обичаи, затоа што црквата е една исто односител, не постои значи обред црковен каде што виното не се послужува, со тоа што црквата е чисто ориентирана према црвеното вино. Дури црквата игра и значителна улога за време на турското робство 500 години кога било ископаничено целото лозарство, да практички и дозволат да црквите може да одгледуваат свои лозови насади за да користат вино за обреди, бидејќи значи, виното традицијата ја одржувале. Да, ја одржува. Од друга страна, нормално се пренесува во секоја фамилија. Денеска е познато дека порано се закупувале, да кажеме, бочви со вино, со ракија, значи ракијата е дел од производите на виното и винската култура, кој што на пример кога ќе се роди дете, па се чувало кога ќе се омажили, ожени, за посебен момент. За посебен. Значи, а денеска сме присутни дека јас веќе имам пријатели, нема шанса да седнат на маса, а да при тоа практички не извадат и не конзумираат вино. Интересно е што во енциклопедија има и дел за дипломатијата, на пример улогата на виното во дипломатијата и улога на дипломатијата во промоција на државата преку виното. Знаете, најчести поклони кога се даваат меѓу дипломатите вообичаени се одредени алкохолни пијалоци или вина квалитетни и препорачливи. Од друга страна, не само домашен адет, фамилија, значи кај нас нема да најдете негде када седнете на маса да не ви биде понудено вино. Значи ние не пиеме пиво колку што пиеме вино. Пивото е по пијалок наменет за друг тип на обреди и конзумации. Она што е битно дека и не постои светски дипломатски било каков настан, каде што не е на масата послужено вино. Што значи виното во секојдневието... Тоа се знае како, нели? Што значи и со бонтонот на некој начин го внесувате овде. Да, значи на крајот нормално тука е содржината во соработка со сомелиери, значи препорака на домашни македонски специјалитети со македонски вина и она што вчера го најавивме до крајот на годината е изработка на тематски вечери каде што ќе пробаме во соработка со амбасадите и другите држави од светот кај што е популарно македонското вино, да нивните традиционални јадења ги спаруваме со македонски вина. Така да некој странец кога ќе се заинтригира, дали бил на прошетка во Македонија, дали по некоја случајно стигнал до некој. Значи прво да има извор каде што ќе може да добие енциклопедија, да прочита, да се запозне повеќе. Второ, ако веќе сака со неговите јадења кои што се традиционални или омилени да проба кое македонско вино иде, значи самата енциклопедија да му понуди и на крајот да има каде и како може да ги направи. Значи крајната цел е дека еден ваков производ, значи е промоција прво пред се на секоја винарија, промоција на секој од нас кои што сме љубители, ентузијасти за вино, поклон кој што ќе можеме секогаш да го дадеме затоа што ќе ја прикаже многу од историјата, значи поврзана за македонската територија со сите нас, значи адети, обичаи, овдека војски поменувало, вино се транспортирало, значи порано немало војската да користи други работи, кога ќе завршила битката или кога се спремале, секогаш наздравувале со вино. Зрвко, сигурно ви рекле дека одлична ви идејата, но очигледно и реализацијата. Вие сосема. Сулна е само за самиот крај, сигурно ги заскоткавме веќе, како да дојдат до неа? Значи, во моментов енциклопедијата поставено е дигиталното издание кое што треба да биде објавено до крајот на годината, односно издадено во дигитална форма на најголемата, така наречена платформа за книги Амазон. Значи, тоа можам да кажам дека реткост како фирма успеавме да се регистрираме и како македонска фирма да овозможиме, значи, енциклопедијата да биде достапна електронското издание. Нормално наредната година, во март месец кога ќе се појави, ќе биде достапно и печатеното издание преку Амазон и таму е таа генерално наменета за тие сите што се надвор од Македонија. Морам да напоменам дека енциклопедијата паралелно се прави на македонски и англиски јазик. Значи многу помал тираж ќе биде излезен на македонски за да ги запазиме потребите на домашната публика, меѓутоа генерално енциклопедијата наменета за странски пазар. Морам да кажам дека луѓето што доаѓаат во Македонија, значи ги сакаат нашите вина, сакаат нашата храна, ама генерално немаат каде да се едуцираат. Од друга страна енциклопедијата треба да представува на некој начин и алатка за сите увозници, импортери на кои што ќе се заинтересираат за македонските вина, пред било што да направат да може да се запознаат повеќе кои вина према кои потреби и за какви прилики се користат, кои се винариите, која е релевантноста на вината, кои се количините што може да ги запазат. Малите винари
играат улога во промоцијата на виното и винската култура. Меѓутоа, они немаат количини големи што може да ги продават ван своите винарии. Значи, тие се генерално насочени за гости и значи што доаѓаат кај ниво посета. Затоа е ова целото интересно. Улогата што претходно сме дискутирале како претседател на комора и нормално собственик на еден од угостителските објекти во Скопје, што е нешто што може да се направи да се поврзат повеќе гранки. Значи, винскиот туризам е рурален туризам и алтернативен туризам кој што се развива во моментов и кој што не зависи од туристичка сезона. Пазете сега, секоја винарија која што произведува вино, поготово кога е мала, почнува да нуди услуги на храна и комбинација со вино, почнува да нуди сместувачки услуги. Од друга страна, кога се работат групи кога сакаат да шетаат, хотелите им нудат практички тури, прошетка по винарии, значи рестораните им нудат посебни доживувања гастрономски на комбинација од храна на вино и кога ќе видите значи како што го промовираме алтернативниот и руралниот туризам, нека практички енциклопедијата ќе игра битна улога и допринос во понатамошниот развој. Значи индиректно и да сум сакал да се тргнам на страна од тоа што било изминативе години како време вложено за да се постигне и подобри туризмот и гостителството, сметам дека енциклопедијата како таков пример ќе представува посебно. Да, економскиот бенефит мислам дека на сите им е јасен. Така. Здравко, многу благодарам за ова гостување, сакувам многу успех и среќа понатаму, па да чекаме и следната идеја да видиме што ќе значи, биде. Јас вака можам да ве поканам додека чекаме следната идеја. Значи секој вторник кај нас во гостителскиот објект организираме вински дегустациони тури во комбинација со храна и од различни вински производители. Идејата е да во наредниот период, значи малите винари и публиката да дојде да се запознава со тимот, да се запознава со концептот на енциклопедијата, можеби да ни донесе некоја нова анекдота, приказна виц или некоја традиција и обичај што го имаат фамилијата што ќе ги прибележиме од една страна или од друга страна да дадат некоја друга препорака да што би требале да напредиме. Се со цел да се збогати енциклопедијата, така? Најбитно е да се дружиме за убави нешта секогаш викаат. Кога се дружите за убави нешта, се полесно во животот се дешава. Сето тоа во придружба на виното, претпоставувам. Така, се разбира, без да се наздрави, не оди. Благодарам. Многу благодарам и јас. Ние сега продолжуваме со еден разговор што го направивме со една од учесничките во караванот, музичкиот караван Македонија во срцете носиме, кој што да потсетам дека започна минатата среда во Штип, а вечерва ќе ја посети Битола. Добро утро до сите гледачи кои што во утро се со добро утро секое утро и утрото го започнуваат со програмата на Алфа телевизија. Ве поздравуваме од плоштадот Македонија, од улица Македонија и ќе ви најавиме еден прекрасен проект караванот кој што се движи, проектот кој што го носи насловот Македонија во срце те носиме. Минатата среда се одржа првиот концерт од караванот Македонија во срце те носиме во Штип, каде што токму 12 изведувачи од пеја 12 извонредни македонски народни песни. Една од нив е и младата пејачка Марија Спасовска, со која што ќе разговараме ова утро и ќе го најавиме концертот кој што се случува вечерва со почеток во 20 часот пред офицерскиот дом во Битола. Марија, најпрво ќе ти посакам добро и убаво утро. Добро утро на вас и на сите гледачи на Алфа телевизија. Марија, една недела подоцна по одржувањето на првиот концерт од низата концерти кои што се дел од проектот Македонија во срцете носиме, спласна ли емоциите? Па да, спасна емоциите, меѓутоа вечер ќе почнат други емоции со глед на тоа што вечер сме во Битола. Навистина беше прекрасно во Штип, се собра околу 5000 луѓе, не проследија сите нас 12 изведувачи и навистина сум презадоволна како излезе целиот настап, имаше навистина прекрасна енергија и се надевам дека ќе ја повториме истата и вечерва во Битола. Дефинитивно ќе биде така, верувам дека ќе има и поголем број на публика од она што имаше во Штип. Марија, како дојде ти да бидеш дел од проектот Македонија во срцете носиме? На покана од Скандеровски продукција јас станав дел од овој проект и навистина ми е драго што тоа се случи и што дадоа прилика на исто така младите изведувачи покрај веќе докажаните уметници кои што се дел од овој проект како што се Наум Петрески, Миле Кузмановски, Сузана Спасовска, Зоица Лазова и да не ги набројувам сите, веќе мислам дека на публиката им е познато кој се учествува. Дадоа прилика и на нас младите изведувачи да бидеме дел од овој проект и да ги препееме нашите најубави традиционални песни.
Јас ја пеам Мој Вардаре македонски и мислам дека песната соодветно ме најде и дека ја доведов со своја емоција и мислам дека и публиката тоа го почувствува. Мој Вардаре е македонски, една од најубавите македонски изворни народни песни. Дали ти ја одбра можеби или пак продукцијата ви одреди која песна ќе ја пеете? Па мене ми ја понуди Мој Вардаре македонски и воопшто не се двоумев за истиот предлог, затоа што пред се ми е премила песната и цел живот сум ја пеела и сум ја слушала и со целото срце сум ја сакала, така што ме погодија директно онака во срце и вистинската песна ми ја доделија дефинитивно. Марија, навистина си ти еден млад уметник кој што се уште нели е во училишните клупи, во 4-та година си во средно образование. Размислуваше ли некогаш дека можеби ти ќе бидеш дел од еден ваков проект и дека ќе почнеш да пееш и да изведуваш, да преработуваш македонски народни песни? Па да, секогаш сум имала визија да бидам дел од вакви прекрасни проекти. Мислам, нормално дека секој уметник сака да биде дел од некои големи проекти кои што ги следат голем број на публика, а секако покрај вакви уметници како што се веќе тие што ги набрав и познатите на целата Македонија, така што дефинитивно дека сум пресрекна што сум дел од ваков проект, а посебно што ги препевуваме нашите традиционални песни, со оглед на тоа што веќе подолго време сакав и јас да обработам некоја песна, меѓутоа почекав малку да созреам, да бидам позрела лично за да можам да доловам нели таква емоција. Нели треба да бидеме малку позрели за да успееме да почувствуваме некое патриотско чувство. Мислам дека сега на овие години веќе сум доволно зрела да успеам да пренесам таква емоција. Навистина извонредна е преработката на Мој Вардаре македонски, секако кога е во твоја изведба, но ве размислуваш ли можеби наскоро некоја друга песна која што би сакала да ја преработиш од македонските народни песни? Па да, зошто да не, сигурно би имала некоја таква идеја понатака, меѓутоа сега сум нели фокусирана на овој проект. Не знам како би се одвивале понатака, дали можеби сите заедно би преработиле некои нови песни, немам такви информации се уште. Меѓутоа и да заврши проектот и да продолжи, секако дека би направила нешто такво, дали со или без проектот, сигурна сум во тоа. Што представува, Марија, за тебе да бидеш дел од еден проект кој што еве ги оживува, ги заживува, ги преработува македонските народни песни, но и покрај тоа да се работи, да бидеш во тимот со легендарните македонски музичари? Да. Веќе напоменав дека ми е навистина предраго. Треба да си го сакаме нашето богатство, а народните песни, традиционалните песни се дел од тоа и нас уметниците ни е останато тоа да ја пренесуваме тоа патриотско чувство преку песните. И драго ми е што мене ме одбра да бидам дел од таа прекрасна екипа кои што ми споделуваат постојано некои си искуства, со оглед на тоа што тие веќе го прошле мојот пат кој што тек сега започнувам да го чекорам и благодарна сум на сите нив што прекрасно ме прифатија во таа цела екипа. Успевам да се вклопувам нели барем по нешто некако и прекрасно ми е дружбата и се надам дека така ќе остане до крајот на караванот, а секако и после завршувањето на истиот, затоа што веќе навистина сите ми се драги и ги чувствувам многу блиски, така што навистина сум благодарна за приликава што сум ја добила. Да, имаш од кого да научиш и тоа како многу, кога си во друштво, нели, навистина со докажани македонски уметници. Што ќе може да слушнат, да се види, да го најавиме и концертот, она што ќе се случува вечерва во Битола со почеток во 20 часот пред офицерскиот дом во Битола? Да, вечерва ќе не видат сите нас 12 изведувачи повторно како во Штип, да ги испееме сите песни заедно. Концертот започнува во 20 часот и 30. Ќе не видат сите нас 12 изведувачи, ќе се подружиме околу час и пол, 2 часа, зависи од атмосферата, секако и на сите им посакувам да дојдат, да не гледаат и да уживаат секако. Марија, јас навистина ми посакувам да си поминете преубаво вечерва во Битола. Верувам дека и публиката идва и ве очекува да започне концертот и секако ве очекуваме во Скопје наскоро за да можеме и ние да го проследиме и да бидеме дел од овој концертен караван насловен или Македонија во срцете носиме.
Да, и јас едва го чекам концертот во Скопје со оглед на тоа што сум од тука и нели дома си е дома и во Скопје се осеќам нели најбо, меѓутоа и во целата Македонија секако, но тука ќе дојдат повеќе мои блиски луѓе да ме гледаат и многу се радувам на тоа. Секогаш ми е драго кога ме гледаат познати луѓе, меѓутоа и целата публика, така што на 11 октомври ги поканувам сите гледачи да дојдат да не гледаат и да уживаат како и денеска во Битола. Апсолутно така, ќе ги поканиме цела Битола, битолчани, сите од околината, сите вие кои што имате можност вечерва да бидете во Битола. Ќе напоменеме уште еднаш дека концертот Македонија во срцете носиме почнува во 20 часот пред офицерскиот дом во Битола. Во продолжение, почитувани гледачи, ќе имате можност да ја слушнете и да ја видите преработката на Ој Вардаре македонски, секако од прекрасната млада артистка Марија Стојановска. Srede Skopje Vardar varvi, Vardar reka raspeana. Oj Vardare makedonski, od izvora dur do Soluna. Oj Ti ja grad
караванот вечерва го посетува Битола, што значи битолчаник имаат и тоа како убава вечера. Ние сега до крајот на емисијата продолжуваме со нашите теми. Планот е обично да видиме на која тема најмногу ќе се сконцентрирате, која е според вас актуелна и на крајот од емисијата таа да дискутираме, но со оглед на тоа што горе-долу за сите три подеднакво беше обрнато внимание, произлегоа и 4 и 5, така што повторно оставаме на вас сами да одберете на која од темите ќе зборувате. Првата тема, уште еднаш да подсетам, дека беше за антикризните мерки. Мислам дека најмалку зборувавме за нив, особено со оглед на тоа што ги нема. Втората тема за скандалот на онкологија и третата за изградбата на коридорот 8. Му посакувам добро утро на следниот гледач. Веќе добро ви утро, повелете во програма сте. Ало, добро утро. Добро утро! Абе, одите такъв филм, кod кога се успала, ама не се успала. Кога стана се тетка Фимка? Не, да ти кажам, стана около 6, 15 и 20. Добро. Тоа е... Викам, чекай да видам денеска која ќе ни биде, да видам било која сите стани. Мис на Алфа која ќе биде денес. Не важно, не важно. Тетка Фимка, сте спиеле цели 2 часа повеќе од мене. Знам. Дали знаете колку ви завидувам? Да, да ти кажам, јас иако сум си старка, не сте. Ама знаеш, јас никој пут пред 12 не легнувам. Например, сега викам, изтруја да си турам гравче малце, да си направам некој пиндюрце, да си спрзам некој пиперче, да си спинам од бавчичка тазе, убаво сега вралвинчиња и без пиперче никако. Тоа ми е најпрва, ако не касам пиперче, не ми, еве јогурче, млеко, кисело, спавајмо да Господ има колку толку. Ние пензионерите се жалеме, навистина за жалење се. Јас нема многу, сум рекла, многу пати ќе речем, околу 15 нешто имам, а ти ще има 13, па како и 12 како излегуват. Ама скини си од бавчичка, ова скини си, она... Да, така Фимка, ама немаат сите бавчичка. Тоа е проблемот. Тоа зборам ја. Тоа зборам тие што нема, извини, што мора да купат од пазарче, све гледам, женички како мене, така, јас се, и земале си турбичето, одат од тезга на тезга, колку е тоа, толку, пазар министи, колку е тоа, 2 пати 3 ти го задят пазаро. Та не е темата тоа, да ти кажам право, ама се знае како што. А ова за темите, сега пенсионерите, платят, чека, првата. За првата тема, за буџето, да. Ребалансот на буџетот што бил неопходен за да има антикризни мерки. Да, ама никакви мерки нема кај нас, никакви мерки нема, на оваа наша убава државичка нема. За другата тема, за ова скандал, ова што беше за онкологија. Да ти кажам право, многу ми е тешко и за тоа не сум се јавила другата недела, што да кажам, нема зборови, нема тој што не го потресува тоа, нема зборови да ти кажам право. Третата тема, почитување на пата што се граде, да? Така? Да, започнаа градежните работи вчера. Одвај почна, не знам сега, дали ќе има и наши градежни фирми. Не знам. Се извинувам. Не знам дали ти има од нашите градежни фирми. Да, прашањето беше најмногу во насока на тоа дека фирмата која што е главен донатор на ДУИ е избрана за подизведувач. Да, пошта, не знам тоа дали ти има, дали не знам. Ама сега да ти кажам, ДУИ раководува тоа. А би сакала да има, пошто мојот покоен маж работеше во граници, правија патишта сегде во цела Македонија при странство и би сакала граница да учествува во тоа, пошто ми е тев дека тамо работеше мојот сопруг. И да има и од нашите некој да работе, пошто јас после си добивам дивидента од граништо сме имале акции, жива сопруга акции, па сакам и они да учествуват, ами нашите
и нашите, али кој тебе да каже за тоа, се знае кој тебе кој да учествува. Биди ми поздравена, да не грешам нешто. Значи, Фимка, од денес ќе ве викам господја акционерка. Може така? Да. И да не сум чула веќе дека сте стара, тоа не е точно, господјо акционерка. Ви благодарам многу на јавувањето и до слушање. Одиме со следниот гледач или гледачка. Добро утро, повелете. Добро утро и од мене. Добро утро. И поздрав до Фимка и на Нада на линија. Ние се слушаме. Мило ми е, Нада, да. После завршување на емисијата, ќе ми се јави, ќе ми каже што сум кажала. Ке си допродолжите, значи. Само внимавајте, Нада, значи, од денес не е Фимка акционерка, господја акционерка, така. И јас се прв пат слушам акционерка. Уште повеќе почет имаме кој не е. Нели? Па да знаеме во какво обкружување сме. Така. Па, ова сега ми се надоврза на мислата што сакав да ја кажам и еве на некој начин да се оствари. Ми беше прашањето дали некогаш ќе имаме некоја позитивна тема, да се израдуваме, да се насмееме, да кажеме нешто убаво, да слушнеме. И еве се случи. Еве, од Фимка и се насмееме и слушаме нешто убаво. А инаку од државата, од властите, не можеме да чуеме ништо убаво и да видиме. Така да, сите три теми се разочарувачки, мене најмногу ме не да речам нервира, туку многу ми е тешко и ми е криво, кога другите од страна со сила не убедуваат некои работи да ги правиме, а ние не сакаме и не се согласуваме. Се работи за овие, сите така ги нарекуваат решетари, што доаѓаат секојдневно, да не принудуваат. И не ми е јасно што интерес имаат тие од тој устав што ќе се менува. Лично, што имаат тие добро и корисно. Ние знаеме дека немаме ништо добро. Да. И на тој начин некој има. Да. Некој има, но не сме ние, а ние никого не оценуваме и не подценуваме. Ние се чувствуваме многу понижени и подценети како граѓани, што нашиот глас не се слуша, така да за онкологија тажно и немам зборови, се додека не се каже име и презиме, за да знаеме на кого директно да вината да ја насочиме. И за патот, секој почеток има и крај. Почеток ме го видовме, но крајот, може би многу време ќе почекаме да видиме што ќе се направи, а и кои го прават, еве, мене ми е јасно од ДУИ, тие се главни, тие и ќе раководат и тие ќе прават, па да видиме слушнави некои дополнителни патишта ќе се правеле Гостивар, Тетово и тој крај таму. До слушање и убав ден. Ке процветаме. Да, Нада, многу ви благодарам, но за жал не секој почеток има и крајеве. Таков е примерот со автопатот Охрид Кичево. Има само почеток, крај нема. Добро утро за следниот и најверојатно последен гледач за денес. Добро ви утро, повелете, во програма сте? Добро утро, јас сум во програма, не? Вие сте, да, повелете. Господи, овака еве по трите треми. Ова што си доделија плати функционерите, мене тоа лично не ми се допадна воопшто. Разбирате, кој на кого, ако не свој на свое. Второто, ова за онкологија е грозна работа, во секој случај, меѓутоа, као и се друго, кај нас све се политизира. Се искористи, земете пример на медицинска сестра во Англија, што тамо, дали беше во граднинка или медицинска сестра, имаше смртни случаи на деца и така натаму, па тоа не се политизираше да некој бара избори заради тоа или оставки побараа, меѓутоа, разбирате, скандалозен случај во секој случај. Ова за патиштата. Дај Боже да се тоа заврши, да заборавиме на све негативно. Јас стално возам по тој пат овај накај Охрид и грозно ги искршивме колите. 10 години трае таа градба и сега ова што ќе биде Гостивар исто така ќе биде од помош, и тоа е тешка делница и спора делница. Знаете. Така да да гледаме малци од попозитивната страна. 10 години не видно, ајде сега нека видне овај Кичево Охрид и ова од Гостивар до Гостивар, односно Гостивар Кичево, како ќе биде патот, колку е делницата голема, и тоа да се направи некако, дај Боже.
Дај Боже, разбирате, да гледаме емоции позитивно. Толку од мене, поздрав, се најубаво, пријатно. Ви благодарам и јас вам на јавувањето и ве со вашите зборови малку попозитивно и ја завршуваме ова емисија. Ги фативте и сите три теми, да, само надежта ни останува. Ви благодарам на сите кои што денес на кој било начин учествува во емисијата. И останете со програмите на Алфа телевизија, следуваат најновите вести.